Жестока реакција од синдикатите, откако министерот за економија најави дека во недела ќе работат и трговците од Охрид, Струга и другите туристички места. Од Сојузот на синдикати на Македонија се жалат дека не биле консултирани и министерот под притисок на бизнисот го крирал законското решение. Тврдат дека и сега газдите можат да работат, но токму тоа бил проблемот. Откако конечно увиделе како е да се работи во недела, решиле товарот повторно да им го префрлат на работниците. Не смее заради тоа што газдите почувствуваа што значи да се работи во недела да им се ускрати таквото право и повторно да се дозволи работниците да им работат, а тие да одмараат. Потсетуваме дека ние работниците сме побројни, па нашето незадоволство ќе биде соодветно изразено. А најавениот предлог закон од Министерството за економија, ако е доставен до собранието, тоа е сторено без социјален диалог и представува потценување на представниците на работниците и работниците во целина, што е недозволиво. Од Сојузот на синдикати на Македонија ќе побараат и функционерите да работат во недела, и тоа токму оние кои размислуваат за измена на законот за трговија во делот недела неработен ден. Инаку министерот за економија Кришник Бектеши вчера на неговата Facebook страница најави дека во недела треба да работат и трговците од Охрид, Струга и другите туристички дестинации. Трговците во Струга, Охрид и другите туристички дестинации треба да работат и во недела. Ова е констатирано во консултација со пратениците, локалните самоуправи и бизнис заедницата. Министерството за економија заедно со пратениците предложи вакви измени во законот за трговија и очекува што побрзо да се усвојат. Доколку бидат усвоени овие измени, речиси целосно пропаѓа проектот Недела неработен ден, кој беше бомбастично промовиран од страна на владата. Од него и претходно беа иземени моловите, рестораните, како и суштинските дејности.